Се зголемува учеството на армијата во справувањето со пандемијата. 5 санитетски армиски возила се отстапуваат на брзата помош во Скопје. Во наредните денови дополнителни 2 возила ќе им се дадат на здравствените институции во земјава, онаму каде се најпотребни. Овие возила се возила кои што целосно ги користи армијата и апсолутно сметаме дека во овој момент треба да се насочат кон приоритетот број 1, а тоа е борбата против ковид и обезбедувањето на поголеми можности на брзата помош во главниот град, каде што се чувствува и најголемиот притисок. И мислам дека со ова значително се зајакнуваат капацитетите на брза помош да обезбедат брза реакција. Ангажирањето на армијата, што минатата седмица го нареди шефот на државата и врховен командант покрај медицинска поддршка за здравствените центри, транспорт и складирање на заштитна медицинска опрема, вклучува и активирање на единици како невооружени сили. За сега не се планира директно вклучување на армиски медицински персонал, иако ситуацијата, како што кажа и самиот министер за здравство, е критична. Здравствениот систем веќе неколку денови поред е под огромен притисок. Ситуацијата е навистина критична. Утро имавме координативен состанок со директорите на сите интерни клиники, договаравме распоред на пациенти и обезбедување на дополнителни болнички капацитети. Формиран е еден дополнителен тим кој што е одговорен за третман на овие пациенти на сите интерни клиники и да апелирам сите заедно да ги почитуваме мерките, очекуваме резултати од рестриктивните мерки во следните недели. Верувам дека нема да има потреба да воведуваме и дополнителни рестрикции, иако сме спремни да го предложиме и тоа доколку е потребно во следниот период. За притисокот врз здравствениот систем зборуваат и бројките. 300 медицински лица се заразени и не можат да ги извршуваат своите задачи. Затоа и се размислува за вклучување на медицинските сестри од 4-та година од средното медицинско училиште како стажанти во ковид центрите. Северна Македонија, како и остатокот од Европа, е зафатено од најсилниот бран од почетокот на пандемијата. Дневно се бројат повеќе од 1000 ново заразени и десетици починати. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.